Добар ден, почитувани медиуми, почитувани домајќини оваа година, компаниите Матадор и Бинфуд. Би сакал да искористам приликава да во име на традицијата која што имаме и за волја на вистината оваа година и славиме еден формален, односно неформален јубилеј, 20 години прослава на Свети Никола како заштитник на општина Прилеп. И навистина сум горд што овој јубилеј се погоди во мандатов кога јас сум градоначалник и сметам дека оваа година би имале едно, ако може да се каже, поразлично прославување на овој ден во име на целокупната програма која што почнува од понеделник и би бил траела до крајот на годината. Сметам дека ова е клучниот настан затоа што или сме некаде на слава или некој доаѓа кај некого на слава, значи комплетно градот и од тука тргна може во 2006 година приказната да стане заштитник на град Прилеп. Ја користам приликава да упатам покана и најавувам дека ќе биде испратена покана до сите представници и на државниот врв, почнувајќи од претседателката на државата, од претседателот на парламентот, од членовите на владата, премиерот, понатаму до сите градоначалници на Пелагонискиот регион, до градоначалниците од југозападниот регион со кои што имавме можност оваа недела да се сретнеме и да зборуваме за нешто што значи иднина здрава за околината на овој дел од државата со регионалната депонија која што треба да се случи во иднина. Значи сите граѓани на општина Прилеп како домајќини да повелат, да дојдат. Ќе си земам за слобода да во име на домајќините и јас ги поканам да си ја продолжиме традицијата која што на сите ни значи, преку тоа покажуваме дека градиме заедништво, го имаме заедништвото и само дополнително го зајакнуваме и во име на религијата, но и во име на оној социјален аспект дека навистина овој град заслужува да има ваков ден и по овие 20 години сме покажале дека сме единствени по тоа. Гледаме дека нашиот пример го следат и други градови. Упатувам покана и до сите граѓани на Република Македонија, затоа што сметам дека една од улогите на нашата локална самоуправа е заживување на локалната економија. Би сакал да ги поканам да дојдат и на Славскиот ручек, да дојдат и во старата Прилепска чаршија, каде што имаме добра понуда за сите граѓани, почнувајќи од храна и од производи, понатаму за нивно подобрување на квалитетот на живот и така натаму. Почнуваме и веќе во тек од денеска и украсувањето на градот, значи Прилеп навистина го враќаме на патеките да биде прв во цела Македонија, почнувајќи од овој настан и понатаму во текот на 2026 година на сите настани кои што би добиле нов облик и посовремено прославување и празнување, но се во име на традицијата и продолжување на сите настани. Уште еднаш завршувам со традицијата, поддржувам секоја манифестација која што значи подкрепање на заедништвото во градот, поддржувам секоја манифестација која што значи развој и дополнително стимулирање на локалната економија. Нека ни се за ерлија подготовките и нека е за многу години празникот кој што предстои и да имаме во 2026 година уште поуспешен и подобро организиран, ако може, од оваа година празник и заштитник на градот Свети Никола. Во името на двете на домаќини. Да, во име на фирми домаќини Матадор и Бинфуд сакам со голема чест да ги поканиме сите на 19 декември да обележиме традиција и да го прославиме Свети Никола, заштитник на нашиот град. Како ќе биде овој пат организирано, бидејќи рековте дека се враќаме на традицијата? Оваа година, како домаќини на Свети Никола, на празникот Свети Никола, се потрудивме да ја вратиме традицијата на славење на празникот. Акцент дадовме најпрво на традицијата и го враќаме она традиционалното виткање на сарми. Има неколку здруженија на жени кои од понеделник веќе ќе почнат со припреми и целиот тој процес на подготвување на сармите ќе видите во компанијата Бинфуд. Со тоа сакаме да дајме акцент
сепак на традиционалните вредности кои што некако на сите ни фалат последно време во нашиот град и во државата. Тоа е околу Начинот на кој ќе биде послужена храната, како начинот на кој што ќе биде послужена храната, ќе биде ланч пакети, ќе биде паковано, ќе има греено вино, греена ракија на плоштадот Методи Антонов. Ќе бидат поставени шатори во кои ќе се служи храната и тука ќе се конзумира. Значи, поентата е сиот тој наслан да се одбележи заедно со граѓаните на Прилеп и на Република Македонија и ќе има голем шатор во кој ќе бидат поканети гостите, значи се вкупно ќе биде на едно место заедно со народ. Дали има некаква пресметка околу тоа колку се купи град, расол, изриби и така натаму, и тоа е специфично? Тоа е дел од припремањето нели на сармите, ама тоа сетов паѓа во вода кога ќе се клави, кога ќе се стави на вага традицијата и вредностите со финансиските средства е минорно. Нашите две компании се потрудија максимално да се спремаат за оваа слава и така и во моje име и во име на мојата компанија ги поканувам сите граѓани масовно да излезат со една цел да го прославиме нашиот заштитник Свети Никола и да го вратиме некако духот на градот и на традицијата. Забавна програма, нешто музика ќе има. Почитувани медиуми, добар ден на сите и од мене. Ви благодарам за оваа пресконференција и за вашето масовно присуство. Тука сме да им дадеме поддршка на годинешниве домаќини, наши истакнати компании Бимфут и Матадор, кои што се потрудија за одлична организација на оваа наша традиционална манифестација. Создавањето на брендови како што е Градската слава, Карневалот Пручка, Театарскиот фестивал, Денови на Крали Марко, Фестивалот на народни инструменти, песни, Пејце Атанасовски и слично, значи тоа представува едно негување, зачувување на нашето културно богатство и презентирање на локално и меѓународно ниво. Со тоа и афирмирање на нашиот град Прилеп. Како сето ова започна, ако нешто кратко само да кажам, значи во 2006 година Советот на општина Прилеп донесе одлука Свети Никола да се прогласи светец заштитник на град Прилеп. По иницијатива на граѓани се разбира, меѓутоа и по информациите добиени од локалната епархија, дека е ова всушност домашна слава на најголем број на граѓани од нашиот град. Истата година, значи се подигна и мал параклис во близина на Куршумлијан, кој што е со мермерна плоча на Свети Никола. И традиционално ова одбележување започнува со литургија во црквата Свето Благовештение, така ќе биде и оваа година, и потоа граѓаните се опатуваат кон параклисот, каде што всушност се врши осветување и прережување на тој празничен колач и се избира домаќин за наредна година. Потоа се упатуваат граѓаните кон празничниот ручек, каде што се дава благослов и се послужува постна трпеза за сите граѓани на нашиот град и за сите гости. Се разбира, во постната трпеза се сармите, гравчето, рибата и пијалоците. Традиционално се навраќаме, значи како што кажа домаќините, на тоа виткање на сарми, кој што всушност и најповеќе ни остави впечаток во минатиот период, кога во 2009 година, кога Прилеп всушност со вредните раце на овие жени волонтери, кои што изработија свитка 80.191 сарма. Влеговме, значи, во Гинисова книга на рекорди за символично секој жител по една. И навистина со задоволство и ние како општина поддржувачи и сите граѓани ќе го прифатат ова враќање кон тој традиционален начин на виткање на сарми и послужување на градскиот плоштад. Да, вообичаено ова прославување на градската слава е проследено со културно-уметничка програма и секоја година различно, значи се има музички групи, соло пејачи, изложби, спортски надпревари со хуманитарен карактер и така натаму. Годинава ќе не забавуваат тајфата, кои што ќе бидат дел од таа празнична атмосфера,
а во Центарот за култура Марко Цепенков, во ликовниот салон, е поставена, од лани се врати, значи, изложбата на икони, која што е насловена Уметниците во чест на Свети Никола. И истата е на 18. Во 14:30 часот е свечено отворање, тука ќе имаат дела изложено повеќе уметници од Македонија. Општина Прилеп е домаќин во чест на во склоп на ова градска слава и на хуманитарен турнир во мал фудбал, каде што учество земаат повеќе екипи од Македонија. Дали се знае наредната година кои ќе бидат домаќини? Па тоа не знам И градо. уште едно прашање, предпоставувам градоначалникот, читаме и во социјалните мрежи, Кон градоначалникот? Се бараат, се заговара една идеја, бидејќи точно рековме, половина град ја прави славата, половина оди Рагости. Дали има некаква шанса Свети Никола да биде неработен ден за Прилеп, бидејќи секој сака да дојде, ете, меѓутоа... Да, спомнав и во поканата дека ги сакам да ги поканам сите граѓани на Република Македонија, е работен ден и за волја на вистината разговарав со правниот сектор овде во општина Прилеп. Немаме нити законска, нити уставна можност како општина да прогласиме неработен ден. За жал е невозможно, но возможно е како и досега да на некој начин се прилагодиме кон славскиот ручек, односно кон прославата на плоштадот, односно пред параклисот на нашиот заштитник Свети Никола, и мислам дека и оваа година традицијата така ќе бидат релаксирани носите. Кажавте и вие, кажа и сите дека навистина Прилеп и најверојатно иницијативата и така станала затоа што сите или славиме или одиме кај некој кој што слави. И најголем дел од кујкните слави во нашиот град се токму посветени на патронот на градот и на заштитникот Свети Никола, на децата, на патниците и така натаму. За година кој е пријавен? За година досега се пријави изрази желба и интерес да биде компанијата Рустика, и заради тоа што никој друг досега не изрази желба, сметам дека е оние кои што сакаат и можат, а оваа година еве тие би се пријавиле, разговаравме начелно, се сложни, и во петок би ги виделе на малата сцена која што имаме пред параклисот, за да го најавиме нивното идно кумство, односно кумството за 2026 за 21-та година од одбележувањето на овој патрон празник.